Јас сакала или не, навистина се наоѓам на ова место, тука е мојот дом, тука живеам, неминовно е да ги пропуштам, да не ги видам, да истото се случува, истите потреби ги имаат, така да се уште се трудам да држам се во кондиција, да обезбедам храна, да обезбедам топла облека или медицински некој материјал што ми е неопходен за основни потреби. Се е исто, мислам дека јас не сум променета, се е исто. Еве така беше, одма ќе ја напомнам и оваа ноќ што измина. Тоа беа некаде околу 30-40 луѓе, мислам дека половината беа сите малолетни деца. Ги добија основните работи што јас можам да им ги пружам, како малку храна, некоја конзерва, бисквити, одреден број на обувки колку што има во моментов, добија јакни. Овие години многу млади животи загинаа, многу луѓе закопавме во Македонија. Сето тоа носи некои траги во мене, меѓутоа сепак па сум горда што и многу нови животи се родија. Значи се родија тука во Македонија, значи нема да заборавам никогаш кога во Гевгелија се раѓаа децата, добиваа име македонски имиња, добиваа име по докторот, добиваа имиња по медицинската сестра. Така да тоа се моменти што ќе ги носат и они за целиот нивни живот. Знаат често да кажат, секогаш ќе бидете во нашите молитви, вие сте веќе дел од нашата фамилија, секогаш ќе ве паметиме подобро, така да Македонија ќе ја паметиме подобро. Така да покрај локалното население и малата помош тука што ја добиваат од пред мојот дом, мислам дека добиваат една убава слика за нашата земја, што за мене е навистина драго, гордост. Македонија да биде представена во едно хумано светло. Перцепцијата кај народот е веќе толку променета што не ги доживуваат така, не ги доживуваат како на времето што се говореше дека тоа се терористи, дека тоа се ќе донесат кај нас заразни болести, ќе донесат, носат оружје со нив. Не, тоа се само обични луѓе.